дојдовте во уште една магична сцена, денеска заедно со мене Игор Ангелов или Игор Ангелов, не знам, ако е во Прилеп Ангелов, Битола и Велес, а ако е во Скопје Ангелов. Како си Игоре, добро ни дојде и од Готнинија. Ангелов. Јас сум Ангелов. Ти си Ангелов Добар сум, супер сум. По прилепска линија, така? И Ангелов и Ангелов, кој како смилува. Две презимиња имаш, убаво е тоа. Игор го знам уште од малино, да речеме, од првите почетоци негови, кога заврши факултет, најнаш некако го засили ансамбл во Прилепски театар и тој театар под Игор и под една млада екипа што тогаш се вработија, стана на вистина бум во македонскиот театарски живот, направија преубави представи и го дигна на некој начин и онака добриот Прилепски театар, кој што им требаше едно мало освежување. Игор, се сеќаш и на тие години кога отидовте млади и кога направивте така една револуција во театарскиот живот во Прилеп? Да, како не. Тоа беше период одма после дипломирањето. Тоа беше време кога мислев дека театарот го менува светот и дека се менува се и дека можеме со театарот да смениме се и со уметноста и ми се пружи можност веднаш по дипломирањето да работам во Прилепски театар. Јас ја искористив таа можност и влеговме тогаш неколку млади актери од Скопје. Јас не сум по потекло од Прилеп. Влеговме таму и на моје изненадување бев одлично примен од тамошните повозрасни колеги и многу убаво си поминав. Не бев само прилепчани, ти беше и уште некој кој што Марина Попанкова, Лиле, мојот колега Владимир Георгиевски, кој што беше прилепчанец и уште е прилепчанец, ама се случи ние бевме најмлади актери кои што влеговме. И тогаш имаше простор за нас. Влеговме одма во жесток репертоар. Ни се дава улоги кои што навистина многу ми значеа и на некој начин моите театарски проодувања, јас сега ако така да се изразам малку, нели, моето проодување театарско јас го имав во Прилеп и тој период што не можам никогаш да го заборавам. Кај живееше во Прилеп, Игор? Па живеев, на почеток живеев во Џокдере, прва црвена, тоа беше некој апартман, стан на самиот театар што го има, а подоцна поминав година-две во Домот на културата. Во Домот на културата адаптиравме на просторија која што беше позади големата сцена и баш таму си направив апартман и ми беше многу попријатно. Го имав тоа чувство на, не знам, сам, буквално живеев во театарот. А колку години помина во Прилеп? Па поминав 4, можеби 4-5. И тоа беше период каде што навистина многу представи одиграв. Играв по 3-4 представи годишно работев. Патувавме многу, шетавме. Тоа беше период каде што поради недостаток на актери од мојата генерација, јас добивав многу улоги. И добивав и улоги потешки, поголеми, позахтевни, што се вели. И игравме се и се, што од комедии до сериозни, до Макбет, ЮНЕСКО. Имаше големи гостувања. Гостувавме со Прилепскиот театар, тоа не можам да го заборавам, во Австралија. Бевме на турнеја во Австралија. И тоа беше многу убаво искуство за мене. Со која представа бевте? Отидовме со две представи. Едната беше на Темаго, а другата беше Суд. Тоа беа две представи, ги направивме како блок и така ги дававме во Австралија. Мислам дека поминавме околу месец и нешто. Ја поминавме скоро цела источен брег на Австралија, во сите градови од Сиднеј доле до Аделаида, другата страна бевме во Перт. Буквално секој место каде што има македонци, а таму скоро секој има македонци. Одлична турнеја, одлично искуство. Каде ги дававте представите? Па на разни места. Имавме класичен продуцент таму кој што не водеше, шетавме низ Австралија, од закупување на сали, концертни сали и театарски сали до домови. Таму нашите имат се собираат во такви, како се викаат, заеднички домови. Тоа се нешто комбинација од цркви, ресторани, места за средби, до казина и до такви работи. Значи игравме сегде, буквално од прекрасни сали, концертни и театарски сали до кафани и клубови. А ти беше многу млад? Па да, бев многу млад. Уште сум млад. Само не толку многу. Многу млад. Значи ова е 2005 или 2006 година. Јас во Прилепски театар почнав да работам 2002 или 2003, не знам сега точно. Значи после 2-3 години веќе работејќи во Прилепски театар се случи тоа. И ти си роден во Скопје? Да. Кажа, роден си во Скопје, како се одлучи да студираш глума? Како?
Нешто во текот на основно и средно одеше во тие драмски секции, не знам. Немам јас таква приказна дека бев дел од некој драмски секција, едноставно како завршував средна школа, многу читав, многу одев во театар и таа магија ме обзема. Негде во 2-3 година средно имав професорка по македонски Јонка Абдулаху во гимназијата Зефлюш Марко. Секогаш ќе ја спомнувам, ја помнам поубаво. Таа ме научи да читам на некој начин, ме научи да си го изградам својот став, да се борам за својот став, да го градам интегритетот и суверенитетот. Јас тогаш во тие години тоа ми беше се бледо, не можев да сватам од прилика што значи тоа. Може би и денес не знам што значи тоа, но со текот на годините се трудам тоа да го изградам. И така ми се роди таа љубов кон драмата, кон театарот и сакав тоа претворање во друг лик ми беше магично и се уште ми е магично. Имаше некој актер од тоа време што многу ти се допаѓаше? Па нема, по природа не сум човек кој што имам така плакати од некои актери дома и да си ги чувам, никако дете немав нешто така. Немав, едноставно бев обземен од театарот како чин. Гледав се и се што во тој период, 90-тите години, 95-та, 4-та, 6-та, 7-та, тогаш навистина во Скопје имаше добар театар. Тогаш беше време на убавите представи во МНТ центар, тогашниот. Тогаш беа Буре Барут, ММЕ кој прв почна. Тогаш имаше некоја така убав театар, убава драматургија. Гледав се и се што од Роден ден, од Глембаеви на Љубиша, на Владе Милчен представите, на Унковски. Тој период имаше навистина многу силен театар и тоа некако гледав се и се што и така ми влезе чивијата, што се вели по прилепски. И така ме зема тој бран и уште ме држи. Многу брзо почна да освојуваш и награди. Па не баш. Како не баш? Како? За млад актер, не знам за епизодна улога. Тоа е период, да, како па играв многу. Значи кога се влегува од представа во представа, веќе се става товар на плеките и се носи репертоарот и тоа е својствено на работата. И мислам логично дојдоа и наградите. Се сеќаваш на првата награда сигурно? Па добивме за колективна награда за млад актер со представата, тогаш не бе во Прилепски театар, тоа е пред Прилепски театар, работевме Синдром Чернодрински. Тоа беше представа на Дејан Дамјановски, цела екипа наша од класата наша од ФДУ, како дипломиравме, ја направивме представата. Имавме премиера во Сараево, ако не се лажам, или во Загреб, може би грешам. И убаво поминавме, представата живееше, беше убава и со таа представа игравме на Чернодрински и ја добивме таа награда. Кога си заминував од Прилепски театар, почнав и во Велес да работам, добив понуда од Велес, во Велес работев прегладнетата класа, нешто работевме Сем Шепард, и истовремено и Гловацки, мислам дека работевме Четвртата сестра во Прилеп и тогаш добив за споредна улога. И така, едноставно се случија тие работи. Не е тоа најбитно за мен, најбитно е што имав континуитет, имав развој и работев и играв од представа во представа. Како дојде трансферот до Скопје? Па во Велес работев уште после Прилеп, дојдов во Велес, сепак патот беше, нели, Прилеп е далеку, тешко се стига до Скопје и мислев поблиску да дојдам. Дојдов во Велес и се зезнав. Значи тука, ама човек не може никогаш да... Мора еднаш да се зезниш. Тоа не еднаш, животот е полн со зезање. Да. И така, мислев дека километрите дека се поблиски, ќе бидам поблиску до Скопје и демек нешто ќе се случи. Тогаш во Велес се беше супер, актерите се прекрасни, ден-денес работам со многу од нив ги почитам. Едноставно се случи нешто со мене каде што не можев да се залепам со тој театар. Значи нити сакам да покажам со прском, некој едноставно енергијата во тој театар не беше блиска до мене. Ќумбето не ти одговараше? Не е ни до ќумбето, баш тој амбиент е прекрасен таму, го помнам, беше прекрасна таа просторија за проби и луѓето, мислам, имам драги спомени од Велес, едноставно јас не се вклопив во тоа, мислам, тоа е веројатно моја вина. Така да после тоа се случи некоја
се случи Васил Христов ме викна во Скопје, во МНТ, тогаш Васил дојде од Холандија и работеше на прекрасна представа Марасат, прогонството на Марасат и ме покани во МНТ и така влегов во МНТ и после тоа уште 2-3 години работев во МНТ и после таа фаза се стигнав на некој начин се заокружив во драмски театар. Значи сето тоа траеше, значи од моето дипломирање до вработувањето во драмски траеше 9 години или 10. Скоро меѓу време се ожени? Да, апсолутно станав родител, да, се тоа. И така да, кога ќе слушнам сега дека многу актери кои што дипломирале и после 2-3 години велат нема вработување за мене, ја им велам не е тоа ништо страшно, мислам вработувањето ќе си дојде. Секој треба да се изгради, да си го отвори тој простор што го заслужува и да се најде во тоа. Така да битно е човек да не се разочарува и да се бори. Игор, многу брзо некако те прифатија и за филмовите, затоа што во Македонија не се снимаат филмови, да речем многу имаше период кога немаше на 5 години се снима еден филм или 2 филма. Не гледам дека е нешто поинако и сега. Нема континуитет некој таков. Едноставно не знам ни јас како влегов во таа приказна, ме препознаа, се случија првем некои краткометражни филмови, долгометражни, почнав да снимам со Иво Трајков Големата вода, па се случија некои други филмови и некако се влезе во тоа. Немам одговор на тоа прашање. Се случија и тоа се случува. Жал ми е што немаме некој континуитет во таа филмска програма и во филмот и во сериите, се е инцидент кај нас, се случуваат подеми и падови, ама не е тоа некоја константа или некоја енергија која што константно влече. Добро, тоа од твој агол можеби е тоа точно, но вака од моја страна кога ве гледам сите глумци што правите како правите, мислам дека кај тебе нема запирање. Ти како што почна ти не се запрен, дали се работи за серија, дали се работи за детски серии, дали се работи за Преспав најдобрата серија воопшто снимена во Македонија со најдобрата сценографија, најдобрите глумци, најдоброто се, па да одам до филмовите, ти скоро и да немаш скокнато филм во оние филмови малку што ги имаме во Македонија и тоа баш можам да кажам дека ти се и во добри филмови, дали случајно е тоа погодено или не, и добри улоги направени. Не знам, гледам да си ја работам работата, да се најдам во тоа што ќе ми го дадат и некако не размислувам многу на тоа. Ги прифаќам работите, живеам и работам во средина каде што малку се снима и ја немаме таа привилегија да откажуваме работи. Знаете, да ми доаѓаат многу сценарија, па да одбирам, па да имам продуценти, па да имам менаџери кои што ќе ми нудат сценарија, па да почнам јас да размислувам за снимањето на тој начин, како што размислувам со театарот. Мислам дека сум со театарот во фаза каде што навистина бирам со кого ќе играм и бирам што сакам да играм. Значи, тоа можам да си го дозволам со театарот, за моја среќа. Со филмот тоа не можам да го направам, едноставно се прифаќа се што се нуди и тоа е тоа. Игор, вака ако се вратам сега наназад неколку години, мене ми е прва асоциација на добра представа воопшто во Македонија, ми е Генетика на кучињата. Некако прво бија, така како искра прво ми доаѓа. Затоа што ми бевте сите актери кои што сте внатре некако досовршено добри. Многу зависи една представа од режисерите, но исто толку зависи од актерите. Ако актерот е добар, може да го поклопи режисерското слабо одработување на делот. Некако во Македонија имам чувство дека имаме многу добри актери, а не толку добри режисери, па цела тежина некако отпаѓа на вас актерите и една представа ако е добра или ако е лоша, воопшто луѓето не го гледаат тоа како грешка на да речем на режисерот, тој кој што можеби ги поставува конците, него го доживуваат како грешка на актерот, дека актерот не бил толку добар, па за да представата е гледлива и представата да ја оценат како добра или да сакат повторно да ја видат. Па добро, еве сега ти убаво си го кажа тоа што мислиш. Да, до негде си во право со тоа. Јас не можам да си, не знам, да си ја дадам таа привилегија да кажувам дека ние сме подобри од режисерите. Едноставно се случува за мене театарот е магија, магичен процес каде што треба да се погодат работите. Значи некогаш
Некогаш сум работел со режисер од кој што многу сум очекувал, сум мислел дека е добар, па сме ја зезнале работата. И обратно се случуваат, затоа е театарот возбудлив. Нема правила, се собирали добри екипи, добри филмови сме читале, добри сценарија, па не се случило тоа што се случило. Убавината е во тоа што никогаш не знаеш, процесот е секогаш чуден, интуицијата е многу битна. Научив да си слушам интуицијата, а тоа која представа ме обзема или што ми се случува, тоа се фази. Не знам како да кажам. Еве, во последната фаза за мене представата Мојот маж е нешто што ми даде да Таа е најновата продукција од Драмски театар, со која што бевте на Војдан Чернодрински. Да, на Војдан Чернодрински, да, мислам дека тоа е нешто што ми овозможи да не знам, да отворам некои врати кои што не сум ги отворил до сега, да откријам нешто за мене кое што не сум го знаел, затоа што и професијата моја и глумата генерално е нешто покрај тоа што треба ние да ги забавуваме луѓето, да бидеме, не знам, храна за широките народни маси, забава и така натаму, треба да си уметноста и театарот треба да ни помогне и да се направиме ние самите да бидеме подобри. Мислам дека со таа представа успеав тоа да го направам. Се случувале во разни фази разни представи. Претходно работев со Вуси, Крал Иби. Крал Иби за мене исто беше еден голем исчекор. Брод за кукли, се случувале представи кои што навистина изместувале работи кај мене лично, а импактот надвор се уште не знам. Мислам треба да помине време па некои луѓе да зборуваат за тоа. Беше дел од една преубава представа која што мислам да ја играте нон-стоп ќе биде преполна. Тоа беше Последните македонци во Драмски театар. Да, тоа беше. 3 женски актерки, 3 машки актери кои што бевте досовршено добри со играње, со пеење. Тоа такво мало чудо направивте од таа представа и многу ми е жал што таа представа, иако регуларно може да играте и до ден денеска со разни измени. Да, со измени. Таа представа играна е, мислам, 100 пати, мислам околу 100 пати. Така да таа представа навистина поминавме долг пат со неј, исто бевме на гостувања Виена, шетавме насекаде низ Македонија и надвор и мислам дека исто беше одлично искуство. Спакувана, многу добро спакувана, точна представа, кратка, немаше некоја нешто да е грандиозно. Мислам, можевме да се спакуваме со куфери, да влеземе во кола, да одиме и да изиграме. И не губеше ништо од представата. И добро беше што каде и да одевме, го зимавме вниманието. Мислам, проаѓавме сегде. Дури и на страна, кога игравме во Виена, баш проаѓавме добро. Во моментот или еве изминативе неколку години кога преспаве главното нешто за кое што живееме и кое што го чекаме со нетрпение, исто кај младата популација, па тоа е како што е кај повозрастните преспав, кај помладите петко. Ти си во 5+, како би се вика. Значи ти си во едната и во другата серија и тоа подеднакво битни улоги во едната и во другата серија и дури мислам и Зоки Поки има. Не, имаме една епизода, да гостувам таму. Преспав коцките 5+ е приказна која што јас веќе ја терам 10 години и повеќе и ми е многу драга. 5+ ја чувствувам како моја серија, буквално како моја серија. Например, во Зоки Поки сум гостин, драго ми е, супер изиграв улога и се. А 5+ некако ја осеќам како да е моја серија затоа што навистина генерации деца пројдоа низ тоа. Мислам се случува возрастни тинејџери да ми приоѓаат да ми кажуваат дека ме гледале пред 10 години и драго ми е што некои позитивни идеи сум им ги пренел и се уште ги носат. И тоа е многу искрена публика. Децата се најискрената публика и тука нема лага и нема дубара. Во театарот има и во другите жанрови. А кога се работи со децата е многу поискрено. И таа искреност ја ценам, ја осеќам од децата и мислам дека ја давам. Затоа што и моите деца, и моите 2 сина пројдоа низ тоа. Така да знам што значи тоа и како родител, и како актер, и како човек кој, да не речам педагог.
далеко сум јас од тоа, ама некој кој што пренесува нешто на некој друг. Децата се 18 годишна, не? Да, големиот е 18, малиот е 12, утре 12 ке фрај. Задутре. Да, и така. Нека му е жив и здрав татко му и мајка му. Да се живи и здрави. Да. Наследија нешто од твоите гени, ти знаеш одлично и да играш, и да свириш, и да пееш, и да глумиш. Мојот постар син е виолинист, одличен музичар и мислам дека тој полека, но сигурно се развива во музичар, знае точно што сака да биде. Влезене во тоа многу, завршува средна школа, образованието сака да го продолжи понатаму. Јас сум тука да бидеме околу него, до него, со него. Ја има музиката, ја имаше од најмали нозе музиката. Музиката е дел од мене, од нашето семејство и тој го носи тоа. А малиот на друг начин ја има музиката, ја има како играорец. Он веќе долги години е играорец и ја сака музиката на друг начин, повеќе низ ритамот, низ движење со телото. Се сеќавам за синот кога се роди. Првиот беше со татко ти и со брат ти, така мислам. Се видовме негде на улица Македонија, ти не знаеше каде си. Не знам ни дали се сеќаваш дека се видов. Не верувам дека се сеќавам. Знам дека не верувам дека се сеќавам и ми се случуваат такви работи. Знам дека вечерта кога се роди Сабајлето, пред да се роди синот, јас бев во Прилепски театар, работев со Бубе Летни силјане. Дојдовме во Скопје, жена ми се породи, а вечерта ноќта бев во балет. Знам дека земав едно шише виски и ги собрав пријателите најблиски и утрото го дочекав во балет. И денес кога и да влезам во балет, тоа култно место, скопско култно место, јас се потсеќам на таа 2003 година, 15 април. И тоа се убави работи, мислам, кои што не се забораваат. Тоа се слики, слики кои што ќе ме следат до крај на животот. Колку фали, Игор, привршуваме за интернационална кариера некоја појака, затоа што сепак си учествувал и на многу филмови, многу представи кои што сте биле и во конкуренција за награди и освојувани награди, те виделе, знаат, колку уште малку недостасува сето тоа? Па не знам сега, нема да влегувам во тие, сега да дискутирам за проблемите, колку сме затворени, колку не бива и колку сме паланка на некој начин. Сепак мораме да сватиме од кај сме и за жал нашите елити не доведоа до тоа да бидеме тоа што сме. Тешко е многу да се излезе. Јас работам нешто и кај соседите во Бугарија снимав игран филм, кој што сега ќе има премиера, во Србија снимам некои реклами, снимам во некои серии, ама многу е тешко. Многу е тешко, не знам, мислам дека генерално цела филмска фела, цела културна фела сега и сите кои што треба да ги прават тие вмрежувања, контакти се на некое, не знам, да не речам бедно ниво, ама се на некое, не знам, како да е битно само од Куманово до Гевгелија и не знам, од Крива Паланка до Дебар. Значи, некако сме мали, затворени човек. Не знам, ние не можевме да излегуваме од државата пред 10 години за да излеземе во Европска унија да видиме што има, како има, откако ни го тргна таа виза Шенген или што и да е. Мислам, истото чувство го имаме, како да сме бележани денес кога заминуваме негде во странство, се осеќаме така како што се осеќаме. И тоа не е случајно. И тоа истото сега само да се преслика на културно поле и на спортско. Затоа не се случува и тоа што не се случува. Затоа лани играме на Европско првенство фудбал, како да сме освоиле, не знам, мундијал да сме земале. Тоа е нормална работа. Мислам, нормална работа е една држава европска да игра на Европско првенство. Мислам, тој комплекс на леле луѓе што направивме, мене ми е стварно не можам да го разберам. Имаме чудо се случи. Да. А тоа е нормално да се случи. Имаме Министерство за култура кое што треба да се грижи за културата во Македонија. Треба да се грижи за се. Или да не ја почнувам темата, пошто не се може, ама се грижи, ама не за правите луѓе, можеме така да кажеме. Немам намера тоа да го коментирам сериозно, затоа што ако влезам во таква коментирање, ќе се изнервираш. Не само ќе се изнервирам, влагам на
почнам да лизгам на друго ниво, а не сакам да лизгам на тоа ниво, зашто таму ледот е кршлив и е блюткаво и меко е. Така да не ќам да коментирам такви работи, зашто секогаш знам дека ќе бидам сватен погрешно. Добро. Што би изменил нешто од Прилепски театар до ден денеска? Нешто може би си направил што не си сакал од Јас оваа што би перспектива, да. Па не знам, ако сум Освен белешки, може би го скокнал. Не, што би изменил во мојот пат? Да. Па немам чувство дека некоја фаза имам. Ја мислам дури и фазите каде што не сум проаѓал добро и каде што сум грешал и каде што сум се зезнувал, ми давале школа, ми давале начин како да се справам со тоа. Па замисли седа ми било онакво идеално со послано, да не се лажеме, мислам, човек се учи на грешки и на тоа каде што ќе се лизне. Не би менувал ништо. Искрено задоволен сум од тоа што го имам, затоа што знам дека се е баланс. Ако имаш нешто премногу, ќе изгубиш нешто друго. Многу лесно се добиваат работите и се губат. Луѓето се тука, не се тука. Мислам, светоци сме во последниве 2 години, 3, изгубивме многу луѓе. Од што од некој вирус кој што ни дојде и стана глобален проблем на цел свет, застана светот. Така да одеднаш си викаш, чекај малку сега, плановите што ги имавме за нас, за кариерите, за живот, одеднаш се срушија. Па си викаме, чекај, дај да преживееме најблиските, што правиме со вакцини, вака, така, вирус. Едноставно, човек треба да е благодарен на сето што ќе го постигне, да учи од грешките и да се надева и да биде насмеан. Имаш ли, кога влегуваш во дали е филм или е театар, имаш ли вака желба некој си партнер да ти биде дел од тој проект, затоа што со него многу лесно, без многу мака, ти оде од сцените? Па има, сега нема сигурно да именувам, ама се случува, точно си се знаат енергиите. Со текот на време и со работата, од прилика си го знаеме табијатот наш, сензибилитетот. Знам кој може да ме трпи. Многу е битен, значи тоа познавање. Како не. Мислам, многу јас најмалку себе се познавам. Така да познавајќи се малку себе, знам, се плашам дека постојат актери и колеги кои што едноставно не може да се залепат на мојата енергија и не може да ме трпат или не може да едноставно се погодат со мене. И јас тука немам што да направам. Колку и да се трудам да се сменам, може би не можам, може би се менувам, ама им посакувам да ме избегнат. Истото си го посакувам и за себе кога бирам со кој да работам. Сакам да бидат луѓе кои што слично размислуваат како мене, кои што ми одговараат, ме трпат, јас ги трпам, дишеме на иста фреквенција, мислиме на иста фреквенција и тоа е полесно. Битно е. И има уште еден сегмент, а тоа е сегмент на изненадување, на тотално изненадување. Секогаш тоа е битен сегмент. Очекуваш за една работа, се случува сосема друго. Или одеднаш се случува како гром од ведро небо, што викат, нели, се случи од нигде никаде. Така да, нашата работа не е толку, како да кажам, како економистите што имат или математичарите или не знам. Многу работиме со сензибилитет, со интуиција, со не знам некои работи, некои небитни работи ќе ни покажат некои битни работи. Впрочем, нели, уметноста не е толку, театарот и филмот не се толку конкретни екзактни уметности кои што точно ти ги кажуваат резултатите. Ви благодарам многу што не следете денеска. Да ви кажам дека имаме слична фреквенција со Игор за многу теми. Многу теми не начнавме, многу теми оставивме можеби за некое друго гостување. Впрочем, мене ми е задоволство постојано и да го гледам и на телевизија и на филм и во театар и да разговарам со Игор. Ти посакувам, Игор, еден преубав живот, пребогат, прераскошен, со многу желби што ги имаш да ти се исполнат и со се да оди онака како што треба и театарот да биде она што ќе ги изближува луѓето и кој што ќе одат да го гледа со задоволство театарот, да не е некој досаден театар кој што едноставно ќе го избегнуваат, него баш да е една ризница на плејада на актери, на добри представи, на добри режисери кои што секојдневно ќе ги мотивираат луѓето да го посетуваат што е можно повеќе, да нема прокиснување на театри, да нема пандемиски мерки за да не може да се гледа представата, зашто се што е ненормално, не може да очекуваш дека ќе ти се врати со нешто нормално. Да. Убаво кажа, мислам, и беше опширно и тоа. Што да кажам, благодарам што ме викна.
Знам дека театарот никогаш нема да престане, нема да се изгубим. Театарот постоел и во најстариот век, и во среден век, и во најголемите пандемии, кризи, војни, и не знам. Така да, театарот е нешто што постоело и ќе постои. Работата е што ние треба да го исчистиме тој простор и да создадеме наша сцена на која што магична сцена, како што е името на твојата емисија, каде што ќе го живееме нашиот живот. Затоа што колку и да звучи апсурдно, за мене нема разлика на некој начин од сцената и од животот. Магична сцена, колку и да звучи апсурдно, се надевам дека ќе ја гледате уште следните 20 години, додека сме млади ние со Игор. После кој ќе малце да не сме толку млади, после ќе му ја предаеме палката на некој друг. Така е. До тогаш ќе ја држиме ние. Фала ти. Фала ти, Игор. Фала, поздрав.